Прислушуваните телефонски разговори вкупно 8 на број повторно беа презентирани во кривичниот суд во случајот за набавката на Мерцедесот од 600.000 евра. Гласовите на поранешните владени функционери Никола Груевски и Гордана Јанкуловска одекнаа во судската сала. Разговара околу нарачката на блиндираното возило, импресиите од неговите опции, како да се користи за да не го примети јавноста. Претходно во развојната постапка за случајот Тенк на СЈ, која е против екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, сведочи актуелни и поранешни вработени во Мака Автостар, од каде е набавен Мерцедесот. Поранешниот директор на продажба не се сети дали нарачката на луксузниот Мерцедес била резервирана пред или по објавата на јавната набавка. На почетокот од главната расправа, бранителот на Јанкуловска, адвокатот Боро Тасевски, побара иземање од судијката Добрила Кацарска, повикувајќи се на мислење на Комисијата за заштита од дискриминација, кој утврдила вознемирување. Во мислењето, меѓу другото, се вели дека судот не го признал правото на бременост на Јанкуловска и закажувал многу рочишта дури и во 9-тиот месец од бременоста на обвинетата. Шефот на кривичен Иван Џолев го одби брањето и судиката Кацарска останува да суди по предметот. Судот образложил дека мислењето од комисијата не е релевантно. Кацарска постапила по законот за кривична постапка. За жал, читајќи го на брзина решението кое на рака туку што го добивме на самото судење, јас не видов дека председателот на судот воопшто се осврнал на вториот основ за иземање, а тоа е веќе формираното мислење и став на судијата Добрила Кацарска во врска со обвинетата Гордана Јанкуловска, во врска со нејзината вина, за која допрва сега одлучува, а веќе се има произнесено дека смета дека е виновна. Утре продолжува судскиот процес за набавката на Мерцедесот со испрашување на сведоци предложени од одбраната.